Почитувани, добродојдовте во уште едно издание на Бизнис муабети на Фактор МК. Овој пат говориме за светската музичка индустрија и генерално за музичката индустрија која што врти милиарди евра. No biz like show biz, некако така оди тој слоган. Имам исклучителен гостин овде во студиото на продукција 10, со кој што ќе говориме во Бизнис муабети на Фактор МК. Претходно поздрав до нашите пријатели formanova.com.mk, посетете ги нивните салони овде во Скопје во комплексот Кодел, секако и нивните салони во Куманово, во Прилеп, во Штип. Поздрав и до нашите пријатели од Трисоро, тие се неверојатни кога е во прашање оној амбиент кој што го гледате околу нас овде во студиото и до нашите пријатели од Дохрид Тренд Ангел. Јас сум Мишко Јованов, наш гостин во ово издание на Бизнис муабети, Бобан Милошевски, првиот човек на Авалон продукција. Колку пари се вртат во светската музичка индустрија. Милошевски, добро дојдовте. Здраво, Мишко, добро најдов. Ова е прв пат вака се договориме на бразин. Ова ми е прв пат во живот вака за 12 сати да се договориме, да. Па, сакав да го фатам тој дел, го фаќав филмскиот шоубиз, овој музичкиот ми е многу интересен. Има многу пари, а сега овде рекорд кога говориме, цените, како мислиш, леп да продаваш, кога прашање музиката, инфлација и тамо, така, едно пред ковид, после ковид, се друго. До пред ковид имаше некој реален пораз на цените во бидејќи после ковид поскапеа трошковите. Тоа го искористија луѓето што се во бизнисот да го поскапат бизнисот, да ги поскапат артистите. И сега е навистина готово безнадежно тешко да се работи овој бизнис во овие услови, ама па има некоја перверзија кога си дошол на тоа ниво на игра, едноставно не ти се отстапува и кога е тешко и затоа одиме понатамо уште појако него пред короната. Бобан, светската музичка индустрија врти исклучително многу пари и негде прочитав за 2024 информацијата дека Spotify исплатил 10 милиарди еври или долари. Знаеш како, уште од дете кога сум бил ја, перманентно се менуваат работите во тоа од каде доаѓаат парите во музичката индустрија. Да речеме, кога бевме ние деца, јас кога бев дете, не се заработуваа пари од концерти, него на концертите беа исклучиво да се промовираат новите материјали, кои што тоа време се продаваат дури и во Југославија, една во милионски тиражи на плочи и на касети. Значи ти не можеш да не заработувало Биело дугме во Богданци пари кога свирело и во Штип сигурно, и во Врање, ама па 200-300 лонплејки и 500 касети во стоковна куќа таму се продавале. После тоа, кога се појави CD-то како носач на звук, се направи една тотална пермутација. Музичарите не заработуваа од носачи на звук, него почнаа да заработуваат од турнеите. А сега, бога ми, заработуваат и од едно и од друго, затоа што со платформиве почнаа пак да се вртат големи пари, доста и винилите се вратија во игра. Да, видов, гледам. Авторските права исто така во Западна Европа, секаде во светот се многу регулирани, а и концертите и влезниците никогаш не биле поскапи. Така да ова е златно време за тие што се во овој бизнис од другата страна, со тоа да треба да се оградиме. Сепак се работи за многу мал процент од тие што свират и пеат, многу заработуваат. Не се сите Coldplay и Harry Styles, знаеш. Така да и тука треба да бидеме реални малце, да. Страшен бизнис во секој случај, и убаво кажете убава градација како поминува времето. Знаеш како се менуваат работите и една од работите која ме тера да стварно да грабам понатаму што можам повеќе и повеќе е фактот што без разлика што јас да речем имам 58 години, јас сум супер млад во споредба со луѓето кои што се уште жарат и палат во овој бизнис. Значи 90% агенти со кои што јас работам се 75+.
најголемите пари и понатаму ги вртат артисти кои што мене може родители да ми бидат као Брус Спрингстин и Мик Джегер. Мик Джегер е 25 години постар од мене, разбираш. Така да, генерално гледано, и многу ме забавља тоа како се прилагодуваат и тие на тие некои нови трендови кои што и секојдневно доживувам некои шокови, иако сум 24/7 ин во целата таа работа. Еве последниот шок, да речеме, беше кога ги објавивме Massive Attack. Јас, да речеме, сега моето дете знае кои се Massive Attack, без лажна скромност, затоа што имало таков родител. Али јас не можев да замислам, да речеме, дека нејзини генерации и 5-6 години помлади од неа ги знаат Massive Attack. И сега стално е таа борба кога објавуваме еден одреден концерт, дали проаѓа боле на Facebook или на Instagram. На Facebook се наши генерации, на Instagram се нивни генерации. И сега ги објавуваме ние Massive Attack. Ја мислам дека е тоа тотално Facebook маркетинг проект. Се испоставува дека 1:5-6 поголем и подобар прием на Instagram. И сега ја прашувам јас Мија, може ли да ми објасни што се случува? И она ми кажува една од најимбецилните работи кои што ја икад сум ги слушнал поврзани со мојот бизнис. Абе, вика, знаеш како? Има илјадници рилови на TikTok во изминативе година-две. Од една песна од Massive Attack се користи еден дел Love Me, Love Me, Love Me, Love Me. И сега ти имаш женска која се покажува гола, инфлуенцерка, диджитал креатор. И сега женскава се покажува гола и иде Love Me, Love Me, Love Me, Love Me, Love Me, и она се облекува на Love Me, Love Me, Love Me. Па имаш некој дебил се вози во кола, па Love Me, Love Me, Love Me. Па имаш некоја руска проститутка, па Love Me, Love Me, Love Me. И тоа толку успеало бендот да го приближи на новиве генерации, сосем случајно, без никаква заслуга на бендот во целата таа приказна. И едноставно, ти си за многу работи затечен, изненаден и мора да бидеш 24/7 ин, вклучен. Ја верувам дека и на Брус Спрингстин многу работи не му се јасни, и на Горан Брегович многу работи не му се јасни. Знаеш, кога му вика, слушај, ајде сад ти мора да направиш, вика, шта вам е људи, јас сам ишо код Минимакса и толку, разумеш? Ама се менува све стравично брзо. Еве исто да ти кажам, сега има еден нов тренд, кој што исто неверојатен, ама, знаеш, тоа е на многу полиња е така. Еве, јас знам дека ти пратиш фудбал. Така? Добро. Сега имаме ситуација во која еден спрема друг игра Јамал, кој е практично дете на 17 години, против еден од Интер кој има 40 години и му дава 2 гола. Порано се пензионираа фудбалерите на 31 година. Значи, после 31 година никој не играше фудбал. Доктор Сократес не играше фудбал. Значи, така се too much everything, too much information, кој се снајде, така сега исто, да го завршам муавето во реченица, имаме ситуација во која јас може да добијам некој реквест за некоја турнеја која е 2027 и се замисли ти од Македонија, од позиција на Македонија, треба да букираш нешто што чини $500,000 или милион, ти нудат милион евра за 2027, а па сега ми се дешава исто што никогаш не се дешавало, да ми понудат одредено шоу за после 35-40 дена светско шоу. Овде сум негде во регионов, дај види ова да направиме. Значи, зовриена е планетава, а кој најдобро се снаоѓа во такви околности? Јебениот шоу бизнис се разбира. Така да нема тука. Да, неверојатно и ова со Love Me на Massive Attack, таа виралност кога ќе фати, ја не знам дали алгоритам или што е или кога ќе фати нешто вирално. Ама види, тоа е неверојатно нешто. Неверојатно како се, да речеме, еве исто и една од моите поомилени серии као тотален едикт на серии зависник е Ентураж. И се овој во Ентураж, која е серија од пред 20 години, вика, слушај бе, вика, ја тебе ќе те казнам, ти никад во живот, вика, нема да се појавиш на големо платно. Ќе цркнеш на телевизија, на телевизиски серии.
Сега имаме таков абсурд, одреден глумец станува познат и популарен преку телевизиска серија и тој е фацаво некој. Тој е фацаво Vikings, да речеме. Да. Што е големо. И затоа што станал фацаво Vikings, го земаат во Марвел. Значи тој не оди од некој Марвел во Vikings, него обратно. Сега се сериите 50 пати поголем Да. бизнис, него ја не знам кој глумец нема снимено серија. Не можам да се сетам во моментов глумец. Намисли се ти Роберт Де Ниро 85 години, има 82-3 години. Ал Пачино мислам дека нема серија снимена. Ричард Гири има, Ал Пачино не Сите сум- имаат. Сите имаат. Скоро сите имаат. Да. И сега главниот бизнис станаа сериите. Бевме со Каролина и со Зорица во Лос Анџелес, во градот на филмот. Холивуд. 95% билборди, джамбо билборди беа за телевизиски серии. Дали 2-3 филма беа рекламирани на билборди. Значи до тој степен све се менува убрзано и секојдневно. Таа твоја, како да кажем, постојана борба, кога е во прашање Македонија, тој инет кој ти го тераш, прво правам една најава, па потоа ќе се вратам на мојавето. Значи, продолжуваш и понатаму со едно страшно лето во Македонија кој што доаѓа. 28 јуни се Massive Да, Attack, тоа е многу скоро. 29 јуни Джокер аут, Армин Ван Бурен 3 август. Тоа е во Битола. Во, така? во Битола, па онда имаме со Грей Джонс концерт во Арена Пула. Ние го букиравме тој концерт по прв пат. Ни беше голема желба да работиме во Арена Пула. И онда големо финале со Ник Кейв. Ник Кейв пред да почне вистинската забава, кампањата за локалните избори во септември. Ете, ние со што се занимаваме. Па, Вистинската да, забава, си знаеме. бизнисот за медиумите, Да, нашиот бизнис. Сите овие имиња што ги спомена, јас сум убеден дека чинат повеќе од 1.000.000 евра. Добро. Некоја груба моја некоја груба проценка. Чинат повеќе од 1.000.000 евра заедно со техничко-логистичките трошоци. Што се све? Да. Како ве човече не се умори? За и на прашањето. Јас знаеш вака кога ќе те прочитам и си викам за кого ве човек работиш? Ти Види, имаш тука, ајде да не споменувам сега, една ќе дојде од таму со силиконите, ќе наполни една сала и ти носиш, правиш некој културолошки шок овде, што индиректно и едуцирање и знаеш, ти не знаеш од време. за тоа прашувам. Авалон секогаш бил стил на живот. Значи, прво е стил на живот, после ние секогаш во Авалон сме живееле за да работиме, па после се останато. Сега уште, па кога, што би рекол еден бивш премиер и политичар, одозгоре на тоа, инатот, кога ќе го ставиш, затоа што едноставно се обидуваат да те рушат претежно со неквалитет. И нормално дека ти не се предаваш. Исто така, јас као Бобан, бидејќи да бидеме реални, за странците не знаат за Авалон, знаат, јас сум го работел букингот цело време, тука проаѓаме ние низ разни фази. Прво ги молев јас. Онда така. почна да ме молат тие пред 10 на години. Па не можеш сепак да правиш овде ти 10-15 светски концерти. Па сега пак почнавме да се молиме, ние да ги молиме после коронава, процеси. затоа што после коронава цените стана, ама на вистина се цените безобразни сега. И знаеш како артистите тоа го користат, да речеме ако порано била интенцијата на секој артист да свириш 100 поише концерти, сега интенцијата на секој артист е да свири што помалку концерти, зашто е можно поише пари, а овие па најјакиве уште го прават тоа што не знам како да го опишам тоа, он се стационира во Барселона 7 дена, свири и сега ти идеш од цела Европа идат да го гледаат у Барселона. Еве Адел да речеме, мислам од цела Европа само во Берлин дека свириш. Да. И 50-60 милиона евра приход за 3-4 дена, фала, чао, пријатно. И сега тие се вадат на тоа дека, на вистина, еве, завчера правев муабет со еден од последните мохиканци во Авалон, Игор, и се чудиме се со Игор, ние бе викам,
Игор ми вика, бе, неверојатно е како се во Скопје што кошташе 5.000 денари, сега кошта 10.000 денари. И се чудиме сега ние како работиме. Реално и мене не ми е јасно, ама тука сега морам да ти доскочам, да ти влезам. Тоа што стварно навистина многу ме радува е што се концертите, барем ние што ги работиме, овие светскиве имиња, се сега попосетени од било кога до сега. Единствен реален проблем е цената на влезниците. Значи ти за Масива так со 32,5 евра, 32,5 евра се 2 води на аеродром. Под 75-80 евра карта нема никаде во Европа. И сега затоа ние тука се молиме од едно фина Масива так, кое е, да речеме, фул платено во Италија, па 90% од таа цена во Хрватска, па 70% од таа цена во Србија, па јас го плачам 40-50% од реалното фи, затоа што се знам со агентот 25 години, зашто он знае каква е ситуацијата овде и така натаму и така натаму. Знаат? Знаат, како не знаат. Па ние, јас сум ми кажал на Мија, викам, ние сме единствена земја во светот во која промотерот лаже кога правиш ти офер за тие ти викаат која ти е цената на карта. И ние сме единствена земја во која лажеме, ја ставаме повисока него што е. Од 32,5 евра пише 40, страмота е 32,5 евра. А од друга страна јас знам реално дека за македонец, за помлади и така натаму 2000 денара е сериозна сума на пари, а исто така и не е, бидејќи чисто до тоа девојче со дечкото оди 2 пати неделно на ручек и плаче по 2000 денари ручек, а вакви концерти се бројат на прст на една рака. Сега полека се едуцираме ние во таа приказна, а мислам дека кога ќе дојдеме и до таа цена од 70-75 евра, дека тоа ќе биде реалната цена 150 евра. Така да, тоа е слаб маркет. Кога агентот, бидејќи вие како продукција разговарате практично со агентот. Да. Агентот само го информира бендот таму и таму. Агентот го информира менаџментот. Значи, знаеш како странците се неверојатно заштитени во тој команден ланец. Значи, артистот разговара со менаџерот разговара со букинг агентот, на терен која се менаџерот не оди на ниеден концерт, на 99%, да речеме јас, осим Боб Дилан и Сантана и несречната Еми Вајнхаус, јас не памтам персонален менаџер да бил на концерт. Си ги пуштаат, тур менаџерот е главен, а тур менаџерот има исто десна рака во продакшн менаџерот. Значи, странците во тој команден ланец се изузетно заштитени и запазени. Тие се и по хоризонтала и по вертикала. Да, па нема импровизација тука. И сега, проблем е 2000 денари, да. Кога го гледа секојдневието, може би изгледа скапо, меѓутоа не е проблем да отидеш во Белград на чудни работи се тоа се природни феномени, дека мене некогаш ми идело да станам, не ме знаат некои девојчиња, па дискутираат дека е 1000, значи седиме во еден одреден кафич, стварно не ме знаат девојчиња. И дискутираат дека е многу скапа ценава на карта за фестивалот кој беше предминатата година на кој свиреа Нина Кравиц, Лајбах, Констракта, Буч Кесиди, 1500 денари, дека е скапа карта. И тие пијат по едно макијато, јадат по едно колаче, по една кисела вода. 2000 денари. И сега готов бев да им речам ве девојчиња, ај да направиме малце муабет, социолошки да направиме муабет. Секој ден сте овде, ве гледам секој ден сте овде, а за ова ви е скапа картата, а таа година, тоа беше првата година, мислам, после короната, единствен светски музички настан во Скопје беше тој фестивал. Ништо друго немаш. И ниф им е скапо 1500 денари. Каде застанавме во смисла кога велам застанавме некако како да се пресече со наш. Бидејќи јас се знаеме поприлично одамна. Растевме заедно и растевме оваа Македонија да биде некое место на збиралиште на светски познати имиња, ако сакат и они социолошки дискурси од аспект на едуцирање.
Јас се сеќавам на тој сајм што го имавме, сега го немаме, значи од Tivoli Corporation, Gaz, до Deep Purple, до еден куп концерти во Памтиш поише од мене, бе. Faithless. Беа исто Faithless, два пати беа на сајм Јас Faithless. бев на Faithless, го гледав прв пат на Кале. СРЦ Кале и одложи војска 2 недели само за да го гледам Faithless, бидејќи тогаш беа актуелни со Тој ми е, Дайдо. сега да ти кажам една работа. Молоко да не заборавам. Колку значи, колку се мачиме ние на Faithless, и после се јавив, изреагирав и тоа не беше испочитувано нормално од еден дневен вестник. На Faithless, на прва од овие јакиве песни беше God is the DJ, трета или четврта. И на онај Crescendo делон, кај што се пушта оди разгласот на најако и оди сето светло и одат стробоскопите, снема струја, падна нападот на струја. Се сеќавам. Толку е сила и нормално медиумите пишуваат цркна озвучењето, бе викам луѓе, не цркна озвучењето, нема струја во центар на Скопје што може да издржи. Нема трофазно. Исто така Ерос Рамацоти кога дојде во Борис Трајковски, Ерос Рамацоти го донесе Сан Ремо во Скопје. Да. Од бина до звук, ние два агрегата моравме да изнајмиме за да се покрене таа струја, не околу Борис Трајковски овие сативе, нема толку струја. И ден денеска ние го имаме тој проблем. И ден денеска ние го решаваме проблемот со струја сега за Масива Так вамо, затоа што Масива Так имаат многу голем видеобим, многу светло носат сами и така натаму и така натаму. И едноставно овде во Македонија мораш да умреш од внатре за да ги решаваш тие работи, знаеш, мора да си мртов од внатре, да сватиш дека е тоа секојдневие, дека тоа не може да биде другчие и тераш дале. Значи, мене ми е многу потешко како логистички на лице место тоа да се заврши, него ја да го букирам ни кев. Полесно го букирам ни кев, него струја да обезбедам на Арама. Да. Значи, да ти кажам исто, ако ние Лени Кравиц, што беше светско чудо првиот пат кога го донесовме во Охрид, сега, од аспект на превоз, Лени Кравиц иде по овие патишта 10 пати 15 поразрушени него тогаш. Стадионот поразрушен него тогаш. Една нова трибина околу стадионот, све крш. Значи, кажи ми ти во која друга европска земја, вклучително и Албанија и Косово, Бугарија, за Полска да не правиме муабет, тоа се земји кои ама за мене тие земји биле крш. Ја кога сум ја слушал Азра и кога сме славеле победа на Емир Кустурица во Кан и кога сум ги гледал Леби Сол во универзална сала, во Албанија имале само бункери и бункери. И сега тамо е се понапредно него. Ја во Албанија отидов 97 со фудбалска репрезентација, пријателски надпревар. Нас на аеродром, со цела делегација Олимписки комитет ФФМ. Не пречекаа со митрлези. Околу стадионот беа митрлези. 97. Денес, Тирана, несамисливо отиде Полска е трета држава во Европа станата по економска сила. Да речеме, имаме сега ситуација во која ние не можеме едни Депеш Мод да ги донесеме во овој дел на светот. Вика, не, ние нема да свириме Атина, Истанбул, Скопје, Београд, Загреб, затоа што можеме во Полска, само во Полска можеме 4 концерта да правиме. Пази, во Полска, тоа како во бивша Југославија, Загреб, Београд, Сараево, Љубљана или Скопје. И многу е тешко да се перверзно е тешко да се. А зашто е така? Депеш Мод, ако не се лажам, 2004 или не знам која со беа во Атина. Да, ама 20 години се многу долг период. Да. Знаеш како ние гледавме серијава Yellowstone, па ги има овие, како се викаат, сега ми се укочи мозокот. Не е како се викаат серијеве што се пред? Спин-оф, да речеме. 1883
и тие ние одма поврзуваме со Илинденско востание, и 1923. И сега кога ќе видиш ти Америка од тоа време, за 20 години какви промени има, од тоа да те коле индијанец, а после 20 години истиот тој индијанец веќе има некое касино. Разбира, 20 години се во технолошки многу полоши времења, огромен период, а камоли сега. Така да нека не те чуди тоа, а најмногу ние тоа го чувствуваме на свој грб овде, ради тоталната инфраструктурна запуштеност на државата, на градот, на тука мислам дека секоја власт која е на власт треба да се бави пред и се исклучиво со тоа. Добро, стресна е работа. Ти викам, кога ќе умреш од натре, ти ништо не е стресно. Знаеш како, јас го кажувам тоа неколку пати. Ја мислам дека со стрес во и околу концерти, Си завршил? ја завршив на Еми Вајнхаус во Београд. Значи, знаеш како, сепак македонци раде Еми Вајнхаус. Еми Вајнхаус беше тогаш тоа што е Адел сега, да речеме, најголема светска звезда. Беше, да. Значи, и ти гледаш дека пред тебе се дешава драма и ти не знаеш што може да се деси. Ја завршивте на светски медиуми. И ние завршивме на CNN утре на ден. CNN. Да. CNN, разбираш. И сачувај Боже, мислам, свашта се дешава, али немаш право на стрес, него имаш право на рационалност. Океј, што е крива продукцијата во случајот на Еми Вајнхаус? Не е крива продукцијата. Ти доаѓа тебе артистот и сега што можеш ти да направиш? Ништо. Сум го кажал тоа неколку пати. Одма се јави, значи секоја чест имаше некоја удруга потрошача Република Србија. Во која вечерта после концертот многу луѓе се јавиле и го пријавиле организаторот и пареле пари назад ради перформансот таков како што бил. И удруга потрошача, што е многу битна работа, знаеш, тоа се мајасили. Вика, организатор не може да биде крив за перформанс извоđač. На крају крајева извоđač е имал перформанс онолико колико е било у договору. Стварно 75 минути Еми Вајнхаус беше на сцена. Што прави она тие 75 минути, тоа на неа, дали врти хула хоп Греј Џонс или зева, или тоа е крива Греј Џонс, или пее, или игра, или како да ти кажам, тоа не е наше. Ама сакам да ти кажам, кога се тие стресови, си знам јас веќе унапред, кога го букирам артистот, јас знам Што може да очекуваш? што можам да очекувам во одделот на техничката реализација на тој концерт. Тоа ми е мене во моментов поголем проблем. Значи, полесно ми е да обезбедам артист, полесно ми е да најдам некои пари од некои стратешки партнери овона, ама само во логистичка организација и тука се гледа еден голем застој, знаеш, мене ме боли срцево кога јас одам на кошарка, да речеме, во Београд и гледам дека тие за 24 сата, да речеме, игра Партизан, они го менуваат цел паркет, затоа што мора за Звезда да биде за Железник, мора да биде за КК Железник, мора да биде црвено-бел паркетот. И тие стигаат за 24 сата да го направат тоа. Те чуди тие базен ставија тamo ватреполо си играш. И сега тука мене ме фаќа некој инат дека многу малку прогресивни работи останаа во државава и сега детево мое, деца на многу моја фамилија, пријатели и така натаму се решиле да останат во оваа земја. Многу отидоа, паметните генерално гледано отидоа, ама има и некои паметни што решиле да останат овде. И сега мене ми е многу лесно, знаеш колку ми е мене лесно една вила да купам ја во Маврово или во Берово, Стримио, Netflix, WhatsApp, Београд на кошарка, врати се назад, окей, не ми треба ништо више, ама ме фаќа еден одреден инат, затоа што
не можеме да се предаеме и ние малку што сме што ја влечеме земјава напред. Регионот го држите уште? Пула, да? Видов, види, бидејќи вие држевте и во Романија, Бугарија, Види, Белград. да ти кажам, нашата работа е сега поготово последниве 10 години е и со овие промениве кои што постојат, да речеме, во последниве 10 години наш најголем проект е Стинг во Сараево. Ние отидовме од овде 2022 и го направивме, ја распродадовме Зетра 18.000 карти во Сараево. При тоа немавме локална подршка. Ние од овде го изработивме Стинг во Сараево. Нашата работа е таква да речеме, јас може да го букирам, никој да не знае за тоа. Јас може да го букирам за многу сериозно милионско фи Елтон Џон да пее на нечив роден ден на јахта во Истра, да речем. Разбираш? Avalon International Booking. Насекаде сме ние. Ако треба да живееме само од Македонија, многу тешко би одело тоа. Овде е многу поише, во Македонија е многу поише адреналин, многу поише имидж и стил на живот него бизнис. Многу тешко ако еднаш во 2-3 години ја од оној цилиндерон вака не извадам некој зајак као Стинг во Сараево или као ова сега што го кажав со Елтон Џон и така натаму и така натаму. Многу тешко. Па, еве, кога говоревме за актерите кои што доаѓаат, артистите кои што доаѓаат сега, Битола, Скопје, Охрид, Пула, ако тоа кошта, таа инвестиција кошта €1.000.000, ја не верувам дека од карти може да се извадат. Не Тие не може да се извадат од карти. Одамна не може да се извади од карти, ама на вистина многу енергија потрошив да убедам некои компании кои имаат реално пари дека нивната инвестиција во светските проекти не е спонзорство, милион пати сум го кажал тоа, него е класичен маркетинг. Спонзорство е ако јас напишам книга и ти ми даеш 1500 евра да ми помогнеш во печатењето на таа книга и ја те напишам на крај. Ако ја те ставам тебе на билборди, на видео скренови, тоа ти е класичен маркетинг за производот. Ако ставам еден мобилен оператор, пати другиот мобилен оператор. Ако ставам една пивара, пати другата пивара. Ако ставам една банка и една картица, патат другите. И тука, мислам, и респекти до нив, стварно, ние имаме многу сериозна подршка во тој сегмент, во однос на другиве што работат други врсти на музика во оваа држава. Затоа што компанииве препознаваат што има вредност. Не сака компанија да се рекламира на некој, да не ги спомнувам, сега и они си работат. Апсолутно, да. Колку години е Avalon? Па, мислам се ближиме на кај 35. На кај 35? Да. Остаравме и ние со Avalon. Тоа е исклучително голема бројка. Не е ништо тоа, има сега бендови што се на турнеја по повод 60 години. Значи што е тоа, ништо не е тоа. 35 години низ сито и низ решето да поминеш и да стигнеш до одредено. Ја почнам да се нервирам што заборавам некои сериозно големи работи, да речеме сега вчера ми излезе дека Green Day свиреле штаткале во Аустрија, ја распродале 2 пати и викам јас сум заборал дека ние Green Day во Београд сме ги правеле на Калемери. Заборавам многу ја заборавам дека Пинк била на градски стадион овде дека сме работеле, да. Заборавам едноставно многу концерти има, знаеш, и напред гледаш ти, знаеш, гледаш напред одиш, нема. Види да ти кажам. Металика вие ги носите? Не. Времето е смртен непријател на човекот. Некогаш не ти проаѓа пола сат, а ти прошле 50, 60, 70 години од животот. Времето те гази и ако те нема прегазено времето, ако си чврсто во денешнина, без разлика колку се враќаш ти назад,
тоа е доказ дека ти добро го трошиш времето. А ништо друго не можеш да направиш во животот, осим добро да го трошиш времето. Пошто да не го користам она сега... Она, ставате пип овде? А? Не. Не, па јебо, не јебо, знаеш она. Како Да. животот проаѓа сега, го знаеш, и оној зајди што ја напишал, Овчар бил можда на планина, ама и нему 90 години му поминале. И без Фейсбук, и без Инстаграм, и без мобилен, и без Нетфликс, и без фудбал, и без кошарка. Знаеш, и во стар Рим живееле луѓе по 80-90 години. А мене се ајде да се вратиме ние, ја во Југославија да се вратам. Брате мили, 8 деление, 1, 2, 3 година, па човече од 10 јуни до 1 септември распустот, па тоа ако 30 години би ми требал распуст од мене. Па што има ти да правиш? Имаш еден филм, 2, петок сабота, недела некоја серија Да. од домашна продукција, фудбал нема, кошарка нема, до појавата на видеокасетите и видеоклубовите, многу споро проаѓаше времето. Да. Фудбал имаш, Југословенска лига. Ама знаеш што, и тогаш те тера да одиш на стадион Југословенска лига, Он треба да идеш во Скопје. Слобода, Тузла, Железничар, Партизан, Звезда, Хајдук, Динамо, многу помалку имаше утакмици. Така е. Чекавме спортски преглед, само головите да ги Да, видиме. да. А сега јас завчера седам дома и сега не знам дали да гледам Уникаха Реал, дали Бешикташ ефес Пилценот, која заврши Партизан Железник, дали да гледам Виртус, не знам со кои други, 6-7 Да, ги видел, да. финалиња на На кошаркашки кошарка, првенства баш ги завчера одбека имаш. Златна лига, не знам. И едноставно, како да дигам, too much everything. Знаеш, и ти треба да пливаш сега во too much everything. Може ли да се живее од оваа работа? Види да ти кажам, Не да преживуваш, да живееш. апсолутно, сега да речеме да треба да оде од стихонот Бора Чорба, кад доđem Богу на истину, значи, мене никој не ме прашал дали сум ја богат. Никој до сега ме нема прашал. Бома, дали си ти богат човек? А, добро, што е богат? Еви, ајде да те прашам, дали си богат? сега да ти кажам. Јас сум богат човек, затоа што благодарение на оваа работа, е наметнат еден стил на живот, кој што да речеме е надпросечен и кој што нас не исполнува. Тоа е многу одење на концерти, многу шетање и држење чекор со времето. Мене ништо поише не ми треба. Не ми треба ништо поише мега гига материјално. Ја не сум богат за да имам кола од 100.000 евра. Ја не сум богат за да имам брод од 500.000 евра. Али јас сум богат 30 пати годинава да ја напуштам државата за да бидам во тек со работата што ја работам. Пак службено. И на И некој одреден одењето на начин, концерт е баш службено. не знам со кого го правев мовет, со Филип, мислам дека го правев моветот пред неколку дена, имам една луда среќа да јас и Данче од деца сме ние реално сериозно богати во сегментот да секогаш сме имале за нашите интересни сфери доволно. Може би биле скромни нашите интересни сфери, знаеш. Не се базирале, интересните сфери биле 3-4 пара старки во 2 години. И тоа е стил на живот. Точно. Па беа. Точно, се да, треба. да. Наочари, Левис, 500 кец. па Београд на Ерик Клептон, па Београд на Партизан и толку И тоа. тоа ни, како да ти кажам, и сега исто така, генерално гледано, исто мислам дека е голем успех тоа што ја ова што го работам би го работил и без пари, ја као фан би го работил. Ја би се шуњал околу Ник Кев, ја би платил да се шуњам околу Ник Кев. Па уште ако од тоа ти и заработиш, плати да поделиш. И нешто ти остане, и од тие пари можеш да идеш у Рим да ги гледаш Snow Patrol, па ти си Тито. Да. Тоа е богатство, разбираш. Тоа се вика Никогаш, значи како да ти кажам, не знам, може би мене да ме натераш ја да одам на јахта, да ме викне, еве мене некој да реди, да ме викне мене некој на јахта и ја да дремам ко 7 клен на 50 метарска јахта.
Значи, но ме интересада, разбираш, не ме интересира тоа. Боле ќе одам со Мија на концерт во некоја шупа во Милано. Знаеш, тоа ме интересира. И за таков тип на живот, јас имам, заработувам доволно од ова што го работам на ниво, на многу пошироко ниво од тоа што се гледа овде, ти реков. Значи, јас можам да го букирам за некој тамо, вамо, ова, она, така да, тоа е тоа. А Ник Кейв захтевен е? Во однос на барање? Види, Но на знаеш рајдер како, листа? еве, Мија е тука и долго траја преговорите Да? околу Никев, пошто е специфичен артист. Тој е намачена душа, тешка душа и веројатно е и голем перфекциониста. И сега ние моравме, ни го испратија рајдерот да видиме што треба се да обезбедиме за концертот, знаеш. И по прв пат во историја сме добиле рајдер во кој нашиот продакшн менеджер моравме на секое парче опрема подпис мораше да стави тој. Дека значи тоа ќе биде од 150 парчиња, сите 150 се тие. Нема замена, нема. И се имаше во рајдерот еден дел, Мија го видела, баш обрнала внимание, вика да знаете дека Ник Кейв сака да шета во градовите во кои што оди сам, со шофер, без никој, тамо кај што сака тој. И ја ја викам на Мија, Ник Кейв ќе потврди. Мија вика, од кај знаеш, чим сака да шета, и таа самата после сконта, чим сака да шета, тој значи сака да запознава нови средини, и затоа иде овде. Не му треба да дојде овде за пари. Да, тој видел цел свет, сега ќе дојде. Знаеш како сега, имаше една... Чека да шета сам со шофер, така? Да, седиме преку ден во, пази, една од најголемите перверзии. Јас сум аеродромец, значи од 79-та година ја живеам во аеродром. Добро. Значи, како да ти кажам, се знаат сите митови и легенди за аеродромот, тоа дека е тренерка населба и така натаму и така натаму. И се ти го носиш Брајан Адамс во аеродром. Брајан Адамс, стварно еден од најголемите светски хитмейкери. Тој може да не ти се допаѓа тебе, али факат е дека Брајан Адамс има 20 хита. И сега седиме ние преку ден. И Брајан Адамс сами они си го бираат као хотел овој Хилтон, што е во близина на... И сред бел ден, овие места, столици, ово, она, влегува едно типче со гитара, со капче. Тој сам пешки од Хилтон, си дошол до сала. Значи, тој е човек што тежи $200 милиона има. Има продаено 50 милиона албуми. Вечерта кажува, јас со Тина Тарнер сум го правил ова, јас со Барбара Стрейсен сум го правил ова, јас со Джейн Фонда сум го правил ова. И сега тој оди пешки од Хилтон до Јане Сандански во аеродром сам. Веројатно нему му е тоа забавно да види нешто ново и тој сака пред нови луѓе да ги каже тие приказни. Неверојатно е колку беше перфекциониста. Неверојатно е, значи види да ти кажам, ниту еден македонец 0% не би го занимало тоа што го занимаше Брајан Адамс, каков печаток оставил на публиката на 2500 луѓе во Јане Сандански. Еве мене лично, не знам како да ти кажам сега, јасно ти е, тој од тука оди во Медисон Сквер Гарден 2 дена работи, разбираш? И некој ќе дојде и ќе каже, еве идат они, идат да ни ги земат парите. Никој овде не иде да ги земат. Дали би тоа го зборат? Го зборат, како не. Идат вика да ги земат, како бе да ти кажам бе човече. Овие други без пари пеат на компиријадите за тоа. Како бе да како иде Боб Дилан овде, иде Боб Дилан да ги земе парите. Значи човеков го продава цел каталог за $500 милиарда и се иде Боб Дилан тебе овде да ти ги земе. Во керамидница иде Боб Дилан, кај што нема канализација, кај саем тамо, кој сега и тој саем го нема. Значи нема саем, нема универзална, нема Макдоналдс. И сега иде овој да ти ги земе парите тебе. Разбираш? Армин ван Бурен иде од Ибица до Tomorrowland оди да ти ги земе парите тебе. Да. Иде Армин ван Бурен, затоа што ти му објаснуваш, да речеме,
Битола е еден велелепен град, кој ја ради Каролина го осеќам као свој. Знаеш, ние сме со Каролина сме предол, па Каролина некои стари гостиварски заебани доскочици ги памти поише од мене. Затоа што ние сме се зезале во кола, сме ја зезале, неа па она ги запамтила, па ние сме ги заборавиле, така јас Каролина, ради Каролина Битола го осеќам као мој втор град. Да. И Каролина неверојатно многу енергија кај мене вложи и ме поддржуваше многу да го правиме Армин ван Бурен во Битола. И вика Каролина, вика, тоа ќе биде, се зезаме, неверојатна ментална инфузија за градот. Сега Армин ван Бурен во Битола да е лесно, би се десило до сега 2025 години немало тој тип на артист тамо, разбираш, да не се лажеме сега. Тоа е исто Стинг во Сараево. Сараево многу пропати. Сараево има 50 пати помалку концерти во изминативе од распадот на Југославија до ден денес. Носим Стинг. Таму има само Стинг настапено, Deep Purple и Джамироквај. Никој нема во Сараево друг настапено. И таму беше Стинг концерт на ниво Coldplay овде на стадион да бидат. И многу респект сарајлиите покажаа спрема нас ради тој концерт и така натаму и така натаму. Тие и Види. И важат за музички. Да. Како да ти кажам, сепак, знаеш како, мене да ми извадиш 100.000 евра да ги ставиш на маса овде, заработени со тип на музика друга, или 200.000 евра минус со оној артворкон што ти го пратив. Ја во секое време ќе го изберам минусот од 200.000 евра, затоа што тоа е стил на живот. Така е. Зар ние не сме можеле да направиме некоја паралелна продукција која undercover ќе ги работи сите овие работи на многу повисоко ниво него овие сега што ги работат и да правиме ние поколј овде по држава, а да глумиме дека сме ние Министерството за култура со Ник Кейф и со Масива така, уствари некоја паралелна фирма тамо да растуре. Да растуре. Не ме занима мене тоа. Не, ама добро, знаеш како, бидејќи ти патуваш многу, јас сега со друга емисија која патуваш и ти во друга перцепција имаме ние. Знаеш, ја на пример до Лјубљана ќе отидеш или до Загреб или до Белград, па кога ќе се вратиш тука ти треба малку 2-3 дена од тој културолошки шок да излезеш, а како е кај тебе бидејќи ја кога те следам? Јас еднаш неделно ја напуштам Македонија. Еднаш неделно, ако не ја напуштам 2 недели, веќе имам сериозен проблем. Да, на што е проблем на Coldplay или Роби Вилијамс да дојде во Македонија или Мадона беше најблизу до Црна Гора, јас мислам дека сега после коронава тоа станува сериозен проблем и ја лично сега сам со себе си правам муабет. Све помалку и помалку верувам во можноста да се случи голем сериозен стадионски концерт во Македонија. Од типот на Coldplay, Мадона... Не, Coldplay не може никак. Значи, да ти кажам, Coldplay разговарав ја за Coldplay. Бидејќи беа во Атина. Да. И вика, за земји како Македонија, цената е, вика, $20 милиона. А што е битна земјата на нив? Битно им е затоа што она мафтањено со Алкине стана глобален хит. И вика треба да помогне влада, треба државава да фрли $15 милиона за Coldplay да дојдат во оваа држава. Мислам како да ти кажам. Се помалци и помалци верувам во таков сериозен стадионски концерт, да не правиме муабет дека мислам дека е многу тешко тоа технички да се изведе. Само мала дигресија. Сега бизнис логиката. Намерно ти ја става цената за да се откажеш или? Да. Види, може да има држави кај тој проаѓа во Атина. А што оно кога не сакаш да завршиш работата? Да речеме Coldplay има ставено стори во кое се заблагодарија на владата на Грција, на Министерството за култура на Грција и на градоначалникот на Атина. Значи сигурно има дадено. И Coldplay продадоа 200.000 карти во 2 дена на стадион таму. Значи дека многу е инвестирано од државата за Coldplay Кај што имаше и многу македонци. Во Атина, имаше и многу македонци. Сега
знаеш како, Ја тебе те гледав во Холандија на Coldplay. Ми пушти на Facebook имаше. одамна беше. Одамна. Не беше во Холандија, во Германија? Германија бевме Негде на видов Coldplay, дека стави, Металика да. бевме Аха. во... знаеш Мишко, кога ги направивме ние Стинг на стадион Лени Кравиц, Брайан Адамс, Ерос Рамацоти 2019, 100% ќе се случеше 2020-2021 стадионски концерт на стадион. Ама короната го заврти бизнисот вака на главачки. Добро. И ги намести цените да се такви да ја искрено не верувам, мада сега да бидам реален, да си ме прашал ти мене сега у септември, овој септември, Добро. дали има шанса Ник Кейв, Масива Атак и Армин Ван Бурен да дојдат во Македонија, ја исто би ти рекол дека не верувам. Никогаш не викај никогаш, ама како се движи музичкиот... Така и за Deep Purple викаше, па дојде тогаш. Да, како се движи музичкиот бизнис, Ништо не се знае. ништо не се. Па добро, Роби Вилијамс дојде до Пула. Имаше и така. Па еве го, концерт во види Пула. се што прават да Роби речем. Вилијамс се скапили? Скап. Види се што прават. Не знам дали не си обрнал внимание. Роби Вилијамс е во Грција и во Бугарија на стадион. Да. Оваја година, верувал ти или не, 28-29 септември. Септември. Значи, толку више, знаеш како ти имаш во бизнисот А маркет, Б маркет, С маркет, Д маркет и Others маркет. Благодарение на Авалон, ние бевме едно време Д маркет. После коронава сме Others маркет. Жалосно е што и Бугарија е CD маркет, Грција е CD маркет, иако се во Европска Унија, кога ти нему му го даваш на стадион, онда го работи крај на септември. Па може камења да паѓаат крај на септември. Така е. Кога се работеле стадионски концерти крај на септември? Се работеле јули-август. Така е. Значи, како да ти кажам, толку станува безскрупулозно, толку станува безобразно, толку... Иначе, да, Роби Вилијамс е 2,5 милиона евра. И е еден од... Тоа е една од поприфатливите цени за стадионски атракции. Значи, кога ме прашува некој, а ме прашувале од министри до премиери, до колку кошта ова и ова. Јас само викам, значи, колку коштаат YouTube. YouTube се 400, колку YouTube се во Загреб $400,000. Како викам $400,000? Ако тие продават 150,000 карти, просечна цена 50 евра. Да. И направат, тогаш беше 50 евра, а сега би било 300 евра. И направат 7,5 милиона евра приход. Како 400,000? Тие ги земаат сите пари, осим покривањето на трошкови. Нека оде на трошкови милион, 6 милиона ќе земат YouTube. Разбираш? И тоа веќе преоѓа во една одредена доза на готово да е невозможно, еве се исто ќе ти кажам, ние го работевме Енрике Иглезијас во Скопје. Сега негде најаве мисли, не Ете знам така како ќе биде. сега. Слушај сега. Енрике Иглезијас во Скопје ние го плативме $350,000. Енрике Иглезијас сега од цел Балкан, комшије што ни ставаат сопки и што не сечат во вратот, имаат некоја неверојатна инвестиција во концертиве, тоа се бугариве. Да, имаат во септември. мислам, така? Милион и пол е платен Енрике Иглезијас. Од за 300,000 на милион и пол. Да. Сега, исто така, некој си 10 на 15 дена разлика е Роби Вилијамс и Енрике Иглезијас на стадион во Софија. Публиката е горе-доле слична. Слична. Кај им се математиките? Со кои пари тие ги прават тие работи? Ја морам да признам. Али, да речеме, ние Масива так, кога ги објавивме, многу луѓе од Бугарија купија карти, од Албанија, Косово, Србија. За Армин Ван Бурен од цела Европа купуваат карти. Добро, Армин Ван Бурен е...
Сериозен бренд во тоа што Сериозен го бренд, работи, да. Па не, и сериозно е цело лето што го Да, работите, као концепт. некако као концепт и се враќате и како беше она Скопје Гори Скопско гасне, знаеш, полека гледам дека враќаш во еден модернистички амбиент. Види, да ти кажам, Да. преска јас се пишав на пописов као југословен. 571 особа се пишани као југословен, јас се пишав као југословен. Али морам да ти признаам дека тоа преска што го правевме мовет, од мене промената на името ми падна 1000 пати потешко од овие 90% што се со знамињава на Вергина, а да не правиме муабе за другите, као, иако не сум некој специјален патриот, ама крв сум пропликал за оваа држава и ако веќе по диктат ме тераш нешто да направам, ако лепиш билборди овде дека имево го менуваме и готово Европска унија и така дали, па остани на зборот, мајко, ме разбираш? Така е. И една од побитните причини зошто и детево го учам да удира со глава низ зид, да не се предава во овој бизнис е, тоа стварно мислам дека еден од последните прозорци кон светот и кон Европа е ова што го работиме ние. И кога по сите бранши, ти нема импровизација на масива так, ти мора да исполниш европски норми. Нема импровизација на Армин ван Бурен, ти мора да исполниш европски норми. Па ако ние во сите бизниси исполнуваме европски норми, па ние пред 20 години ќе влезевме во Европа. Така е. Па ги донесовме фейтлес ние овде. Која? Ама нас ни падна струјата. Напонот. А која е најспецифичната рајдер листа која што е барана некој кој што не знам така да не да изведувал туку посебна крпа, посебна. Знаеш како? Има ли некој што изволева? Го кажувам тоа многу често. Во 99% случаи се тие рајдер листи, сега знам од организаторот на единствениот пат да Rolling Stones кога беа во Загреб, $200,000 коштал кетерингот позади бина што бил за бендот и за круто. 90% останало неизедено и неиспиено. Не. Сега, знаеш како, од друга страна, па тие се луѓе што се нон-стоп на пат. И ти да си нон-стоп на пат, ти правиш да ти биде ко дома, така? Така Jer е. иначе би полудел. Така е, да. И тие рајдер листи се 90% адаптирани во тој сегмент, знаеш. Осим да речеме кога има некои работи што многу иритираат, пласибо кога ги работи, пласибо сме ги работеле на енергизам и пласибо вамове на лизгалиште. на лизгалиште. Пласибо има ставено во рајдер листа 10 штеки Малборо. Јеботе Бог, па се јадат. И тие им ги даваат цигарите на овие камионите што им ги возеа, знаеш. Да. Тоа само да се заколе промотерот. Знаеш, као малку се трошковите, па се дај и ова. Иначе... А кој е најнормален? Најобичен Стинг. овака, не? Стинг? Знае. Така и делува. Стинг, знаеш, ја тоа нема никад да го заборавам. Отидовме ние екипа од Македонија. 2 недели пред Скопје тој беше во Софија и тој беше во ходникот и ние некако сите му се пуштија и тој излезе и сите ги со некое шаманство ги разоружа сите, на сите им ја олабави енергијата, као чекај, смирите се, немој многу да се возбудувате, чекај полека ова. И ја му викам, слушај, викам, ние за 2 недели во Скопје, добро, супер, ова, она. И негде после пола сат, уште работеше Ивана кај нас, Ивана, Филип, ја, поима немам како завршивме ние, преку бекстејдж, преку бина, да одиме во фан пит. И во една темница тамо, еден човек вака со раката, вака ми застанува на рамо, како ќе го видам Стинг. Тако, значи Стинг може да те убие со
високо квалитетна пасивна агресија. Да. Да те уништи, може би. Тоа просто неверојатно колку кул тип е Стинг. Пака други, Брайан Фери. Добро, тие се Брайан Фери исто така можам да кажам дека класика, тоа што е класика и што сме било на имале времето со не Брайан излегало. Фери многу муабети. Брайан Фери, да речеме, ние ја работиме Љубљана, го работиме Загреб, а тој појма нема и му вика на турменаџерот, абе што бараат овие овде? И турменаџерот му вика, вика, Љубљана, Загреб, Београд, Скопје, овие двајца работат. Тој му вика, да ги земеш во авион. И утре дента сабајле, ние од Загреб до Београд со авионот со кој одеше брат, тие има изнајмено за цела турнеја. Од Пинк има изнајмено авион, ама сами. И ја и Данче се возиме со Брайан Фери во авион. Темек што има се вие да се ломатате со кола, ако више знаеш, види, тие и се мора да го слушнеш ова. И Мио не го знае? Ова не го знае. Значи, ова не го знае. Тоа беше турнејата Диланеску. Вајда 25 години Авалон било тоа, или 20 години Авалон. 20 години Авалон. И сега ја му викам, уште во Љубљана, на турменаџерот, во Универзална беше тој концерт, со изваден партер. Викам, мора да ја свират Авалон. Тој вика, ти вика че му кажеш на Брайан Фери. Ја во Загреб му кажувам на Брайан Фери. И Брайан Фери вика, сори, не ја свириме Авалон на оваа турнеја. Јако највеći селјак, и во Београд, му понављам, мора во Скопје да ја свириш Авалон. Тој вика, извини, вика, ја неаме вежбано, ние не можеме да ја свириме Авалон. И Данче во Скопје ми вика, ја ќе те убијам уште еднаш ако му речеш. И седиме ние во таа ложа, ја викавме на Киро Глигоров ложата, знаеш да беше. Да. И седиме ние. И Мија, значи Брайан Фери од Slave to Love, без да ја заврша Slave to Love, преоѓа во Авалон. Измикса во Авалон. 2/3 од песната не ја одсвирија цела, али сака некој трибют да ни направат, знаеш, а не кажа. Разбираш, колку странците знаат тоа да го направат на повисоко ниво од ние што го правиме. Ама за овие джентлмени. Непретенциозно, не. Значи, страшна работа каков шамар добив ја. Значи, тој ме уби со култура мене. А Данче што ти рече после? Данче се смее, вика, види го овој, не уби овој, разбираш. И од тука отидовме во Воденица и Брайан Фери кажа стварно дека може да тиквеш, му се свидува многу вината, кашкавалите му се свидува многу ово она. Вика, ние во Лондон немаме вакви кашкавали, немаме во Лондон и така дале, и така дале. И тоа се некои моменти кои што кога е супер, ултра, мега, гига тешко, те тера да издржиш затоа што сваќаш дека е тоа твојот живот, знаеш. Преска кога правевме муабет, знаеш како, јас 30 пати во живот, не, може би помалце, а не поише, али ја 30 пати во живот сум разговарал долго, сум јадел и сум пиел со Балашевиќ, со Арсен Дедич, со Горан Бреговиќ, со Бора Чорба, со Бајага, со Масимо Савич бев стварно другар. Масимо од фиксен телефон ми се јавуваше на мобилен да ме праша како сум. Едно од побавите му интервју. Ама нема поголемо богатство од тоа. Како да ти кажам, значи тоа е како да ти кажам. Ја апсолутно те разбирам што збориш. Нема поголемо богатство. Не ме интересира материјално богатство мене во однос на што си правил, викам, бев кај Дуда Ивковиќ, бев со Симо, бев со кај Брега дома, бев дома, знаеш, и некој филм сум билан, кучен сум, ја малку сум во регионот. За крај, со Мија имате генерацијски судир? Нон-стоп. Да? Она да сака карикирам. Да, ти си можеби old school, меѓутоа овие новиве не ја дел туку. Јас се сеќавам дали беше Джеймс Артур или кој доаѓаше во Скопје. Не. Ај подсетете ме. Не знам така.
Џон Њуман. Џон Њуман, Џон One Њуман Republic. и One Republic. Џон Њуман и One Republic се плашеше? Да ти кажам се, како се вика овој од One Republic, пејачот, газдата? Еден од најголемите композитори. Аха. Рајан Тедер. Имаш, мија ти ги спомнуват, во 5 сат са бајле, звони мобилниот, сум заборавил да го исклучам. И гледам, Род Максвин ме бара. Тој е Добро. топ 10 booking agent, меѓу кои на Aerosmith, на Pearl Jam, на Guns N' Roses, на Lenny Kravitz, на One Republic. И што ме бара, вика, мој во 5 са бајле. И тој ми вика, Бобан, вика, сака некој да те слушне. И оттамо вика, Бобан, овде е Рајан, вика, од One Republic. Абе, вика, Род ми го даде телефонот. И добро, викам, абе, вика, прв пат се гледам, тие на Рок ин Рио, во Рио, та временска разлика, знаеш. Затоа 5 са бајле. Вика, прв пат, вика, се гледаме со Род после европскава турнеја и вика, Род ме праша кој концерт ти беше најдобар. И ја му викам, во Скопје не очекував ништо, а вика, добив се, добив најфренетична атмосфера во Скопје. И вика, тој ништо не кажа, само вика, сврти на телефон и ми рече, збори со промотерот од Скопје. Знаеш, Да. и ја викам, добро, добри сте, ајде, чао, знаеш. Нема цена тој филинг. Нема. Завршувам за македонска сцена, да не спомнам, тоа пари тука, тоа нема ништо. Со Каролина работите, гледам дека сте Види, прилично активно. Каролина е институција, затоа што издржа 25 години без силување и затоа што генерално гледано има некој си квалитет кој што ја не знам, јас само тоа го нотирав, како никој го нема нотирано тоа, дека ја не знам, унапред ќе се оградам, ако има некој друг, али ја освен Горан Бреговиќ и Каролина на просторов на бивша Југославија, не знам друг артист кој што во 3-4 форми може успешно да работи. Значи, Горан Бреговиќ работи со Бело дугме, Горан Бреговиќ работи со оркестар за свадби и сакрање велики, Горан Бреговиќ работи опера Кармен, 3 писма из Сараева. Каролина може да има поп концерт, може да има македонско девојче, може со Дуке Бојаджиев, може со Дуке и со Исмаил. Ја не знам на просторот на бивше и тоа што е започнато во тој контекст е све успешно и sold out, што значи дека има квалитет. Да. Има ли пари во македонската музичка индустрија? Или на македонската музичка сцена? Види, генерално гледање на прстите на една рака може да се избројат Каролина, Владо Јанески, Нокаут, Калиопи, се тие што живеат многу добро од оваа работа, се разбира дека и Ареа и Да. Но тоа многу добро е многу далеку од ова, за кое што зборуваме претходно. За жал, види се, значи ние тука има многу абсурди во овој бизнис. Ја гарантирам дека Дино Мерлин нето е од Питер Габриел дека заработува поише пари на концерти. Многу некое време чудно. Мислам дека е 70.000, 80.000 евра. Ама не сум Како? сигурен. Дино Мерлин? 70.000 евра, да. Не сакам да коментирам, али далеку си од цената. Да? Па тога знам дека е најскапиот. Знам дека е најскапиот. Тогаш е повеќе, бидејќи има размах, па вториот кој што доаѓа. Но не си. Види, значи, многу е ова во Македонија кревко. После Кочани е веројатно уште потешко. Ама нема држава без музика сега. Како да ти кажам. Сепак мислам дека музиката во Македонија е болја него фудбалот. Дека музиката е болја него кошарката. Така да бидеме реални. Сега можеби музиката не е болја од пиперките, ама сега не можеме само пиперки да продаваме и ајвар и шарска плескавица, знаеш. Добро, пред да ти се заблагодарам, една најава даваме.
28 ова лето што начекува. Види да ти кажам, Мија изминативе 2-3 дена доста ме зрчи околу една одредена работа. Баш ме интересира дали ќе дојде на Масива так моја генерација, твоја Ќе генерација, дојде. кои што беа и на изминативе 2 пати, еднаш Белопета ги правеше на саем, еднаш ние ги работевме, али ќе биде кога е Арама стадионот, веројатно најпосетен концерт, поише луѓе ќе има на Масива так, него на Тиесто или на Мартин Гарикс, што прави да прогласам ситуацијата овде за небезнадежна кога е публиката во прашање. Масива так е 28 јуни. Да, 28. И на Ник Кейв. Ник Кейв 22 август, да. Страшно големи Види, Ник Кейв- очекувања во смисла на тоа да, знаеш, онака. Ник Кейв е зборот култно, ако постои реално. Да. Култно е нешто што е култно, не е култно нешто што е многу комерцијално. Култно е култно, јеби ga. Сега, Ник Кейв е и култен, и комерцијален, али многу поише култен. Да. Не варе зборови, Ник Кейв и Ник Кейв. И за мен од Боб Дилан, најбитно име кое сум го донел овде е Ник Кейв. Па потоа е Армин ван Бурен Битола, така? Да, па после Армин ван Бурен во Битола, па е Греј Джонс во Пула. Да. Добро. Благодарам што бевте дел од овие Фала бизнис Мишко павети. и мислам дека за годинава еден подкаст годишно дека завршив. Доволно е. Ова е малку и еден друг дискурс, има малку Види, бизнис, ја ова го гледам као и као телевизиска емисија, пошто ти си ми персонификација на тој медиум као медиум, а генерално гледано и кога сум се снимал за телевизија, јас сум се гледал после на YouTube. Така да, тоа е тоа. Му доаѓа на исто. Благодарам многу. Да, фала ти и тебе. Беше ова Бобан Милошовски, авална продукција во Бизнис Мавети на Фактор МК. Ви благодарам што бевте со нас. Се гледаме повторно за 2 недели. Довидување.